Сите, поштувани ценети гости, поштувани спортски работници, поштувани сограѓани, дами и господа, честа е голема, Маријан ти благодарам многу. Не чини сите нас горди затоа што не враќаш во историјата низ историјата и ако вечерва една работа може да се потврди, тоа дефинитивно во овој случај со Соколана навистина победниците ја пишуваат историјата. А победниците сте токму вие кои што ги правите врвните резултати на оваа место. Што да се каже? Делата кои што ги направивте вие, за жал во одреден временски период, дозволивме сите ние да се фрли една дамка на Соколана. Сакам овде, не го гледам дали е тука концесионерот, лично да му се заблагодарам на разбирањето, бидејќи има сенс и слух да ја врати Соколана на граѓаните, а воедно да ја врати и спортската сала во Куманово на граѓаните. Општина Куманово на полето на спортот сака да продолжи таму каде што претходникот мој застана. За 11 години сами, со собствени средства, се обидовме да го подкренеме спортот во Куманово, а следните години ќе работиме да го вратиме сјајот на спортските објекти. Веќе следната година општина Куманово сака во колективните спортови најмалку со 2 спорта да игра во финале и да добие најмалку еден државен првак. Сакам тука да ги поздравам представниците на кошаркашкиот клуб Куманово. Ги гледам каде седат, исто така и представниците на ракометниот клуб Куманово. Но исто така и кумановските боксери, Кумановскиот боксерски клуб кој што го возобновивме и сите останати представници на спортски клубови и да испратам една јасна порака. Оваа година ќе отпочнеме со реконструкција на нашата гордост, спортската сала Куманово, а следната година, веќе од сега го гледам проектот за реконструкција на Соколана и сите вие ќе бидете поканети во идниот период заедно да ја отвориме таа манифестација и тој храм на спортот да го трансформираме во музејот на спортот на Куманово, а Куманово ќе биде град на спортот во Европа 2020 година. Благодарам.